30 до 40 милиони американци може да останат без својот дом поради економската криза предизвикана од коронавирусот. Додека во Конгресот се уште се преговара за новиот пакет помош, дел од експертите предупредуваат дека најлошото допрва може да дојде. Криси Ајланд во моментов живее во мотелска соба заедно со незините 3 деца. Оваа млада мајка мораше да се исели од својот дом во Канзас Сити. It was so quick. It just happened really fast. Незиниот живот за многу кратко време целосно излегол од контрола. I was working for a mom and pop flooring company that went under due to the COVID, and I had to immediately get a new job, causing me to take a $4.50 decrease in my pay, leaving me really short rent-wise, causing me to now be taken out of my home. Таа е само една од милиони американци кои останаа без работа или кои загубија дел од приходите и кои сега се соочуваат со опасност да бидат исфрлени од нивните домови. Уште во август председателот Доналд Трамп донесе извршна наредба со која треба да се заштитат станарите од принудно иселување, барем додека трае пандемијата. I'm signing an executive order directing the Department of Housing and Urban Development, HHS and CDC to make sure renters and homeowners can stay in their homes. По ова, Центарот за контрола на болести ги запре сите принудни иселувања до 31 декември. Оттаму вела дека целта, меѓу другото, и да се спречи на тамашно ширење на коронавирусот. Ова одлука стигна предоцна за Криси Ајланд. Иако остана без дом, таа е оптимист. There will be an uphill incline eventually. I can only go so far down before it's got to go back up, right? Иако принудните иселувања моментално се замрзнати, невладиниот сектор смета дека ова не е доволно. People may be protected for some short period of time from eviction, but they still owe rent every month, and the landlord can still charge late fees, fines, and collect interest on that rent. So the mountain of debt just continues to grow. Од друга страна, издавачите на станови и куки велат дека и тие се соочуваат со сериозни финансиски проблеми. We are hearing from our landlords, they're calling and emailing. They're worried about losing not only their own homes, but their rental homes as well. And they're also worried about losing, not ever being paid back after this is over. Дел од експертите пак сметаат дека Конгресот мора да преземе нешто на федерално ниво, како на пример простување или преземање на кирии и на рати на кредити. The mass layoffs that are happening in this country are not the fault of those workers who are losing their jobs. We need to act. We need to push Congress to do the right thing and pass a robust act and keep in place those measures that we know were stopping the eviction avalanche before. Сепак ова е малку веројатно. Наредната недела Конгресот престанува со работа до завршувањето на претседателските избори закажани за 3 ноември. Според официјалните статистики, 1/3 од американците живеат под кирија, но и најголем дел од оние кои имаат сопствен дом за него плаќаат кредит под хипотека. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.